Така, добро утро и од мене. Продолжуваме ние понатаму. Веќе знаете, овој термин секој петок е резервиран за гостин или гостинка, секако од Аџибадем Систина. Ова утро со нас е доктор Азра Куч, која што е специјалист по анестезиологија. Докторке, добро ви утро. Добро утро, поздрав до гледачите на телевизија Алфа. Како за почеток, ајде вака да дадеме еден вовед, што е она, убаво пластично да објасниме, со што се бави еден анестезиолог или што е она, со што се бави еден анестезиолог, односно која е неговата улога? Анестезиологијата како гранка на медицината се занимава со пружење анестезија на пациентите за различни хируршки и дијагностички процедури. Па, освен во оперативен блок, што можете да сретнете и тоа е стандардна практика, може да добиете анестезија и во родилна сала, за разни дијагностички рентген процедури, за снимање дечиња со магнетна резонанца, понатаму за различни амбулантски интервенции кои што може да бидат гинеколошки, уролошки, од различен тип. Значи, анестезија, современата медицина не може да се замисли без анестезија. Она предпоставувам што најмногу ги интересира пациентите е главното прашање колку е безбедна модерната анестезија, како што ја нарекувате. Да, модерната анестезија како концепт, тоа не се коментира само во историска смисла. Сепак анестезијата е помлада во однос на целата медицина воопшто, нели? Таа е околу 200 години стара. Меѓутоа, апсолутно го хуманизира целиот процес на медицината и апсолутен е шампион во однос на безбедноста на пациентите. Никој не се грижи за безбедноста на пациентите како анестезиолошкиот тим. Модерна е затоа што користи лекови кои што ни се добро познати. Значи, тие се испитани, ги знаеме нивните нуспојави. Користи модерен мониторинг со кој што ги пратиме виталните функции на пациентот. Користи ултразвук за пристап кон големите крвни садови или за периферни блокови. Различна модерна технологија за испитување на хемостаза, за испитување на анализа на крвта, непосредно до леглото на пациентот, што би се рекло. Така да ние во вистинско време, значи, како би рекле вие, real time, имаме информации за пациентот, за неговата здравствена состојба, додека даваме анестезија. Затоа е модерна во својот концепт. А кои се условите, што се мора да биде исполнето, на што се внимава за таа да биде безбедна? Вака, прво, основно е да имате стручен персонал. Анестезија може да дава само анестезиолошки тим, кој што е составен од анестезиолог и анестетичар. Второ, исклучиво во болнички установи, односно било која здравствена установа која што исполнува минимум услови, а тоа е да има доводна кислород, да има апарат за анестезија, да има мониторинг, ова веќе што го кажав, и тоа се стандарди под кои што не може да се оди. Самата подготовка како тече? Да. Значи, непосредно пред секоја операција, пациентот доаѓа на разговор и се запознава со анестезиологот. Тоа е така наречениот анестезиолошки преглед. За време на тој преглед ние добиваме увид во општата здравствена состојба на пациентот. Прво, дали имал некогаш операција, дали примил анестезија за било што и дали имал некакви нуспојави од таа анестезија. Второ, дали има хронични болести и дали прима одредена терапија за тие болести. Постојат лекови кои што не смеат да се даваат пред операција. Лековите кои што го контролираат шекерот или, например, лековите за коагулација на крвта, некои типови на антихипертензиви. Значи, тоа се лекови кои што ќе ги прекинеме, за разлика од некои други, како што се лековите за срцето, значи, кои што ќе ги продолжим. Значи, пациентот ќе добие прецизни инструкции на денот на операција, која терапија да ја добие. Потоа одиме кон преглед, општ физикален преглед, на кој што ја проценуваме, значи, неговата физиономија. Ние сакаме да кажеме дишниот пат, бидејќи следи, нели, процес на интубација. И доколку е се во ред, ќе дадеме инструкции како да се припрема пред анестезија. Потребно е барем 6 часа, односно 6 часа обавезно. Тоа е она што важи за сите, така без разлика. За сите, да не зема никаков тип на цврста храна. Тоа правило лесно се памти, бидејќи 4 е за кашеста, а 2 е за бистра вода. Значи, во пракса, 2 часа пред
operacija, bezbedno je da se prima бистра вода. Zato što za 2 časa ta se smeta дека го напушта желудникот и воедно го намалува ризикот од аспирација, бидејќи го леснува празнењето на желудникот. Тоа е многу важно да се нагласи, бидејќи ако немаме операција, голема стомачна операција во која што е потребно да се прочистуваат цревата, не? Ако се работи за друг тип на операција или интервенција, не е потребно да гладуваат. Имено ден пред операција може да ги имаат сите 3 оброка, да се хидрираат, значи без ограничување. Колку е важна таа хидратација? Многу е важна, затоа што вие кога ќе дојдете во болницата веќе, нели, после еден период кога веќе не сте земале храна, меѓутоа сте пиеле доволно течности, додека влезете во сала, вие ќе го избегнете моментот на дехидрираност. Тука треба да нагласам дека ако пациентите долго чекаат, ние може да интервенираме со инфузија, со интервенска подршка. Меѓутоа, во светот постои тренд да операциите се прават со прием на пациентот на денот на операција. Исто така голем број на процедури се амбулантски процедури. Пациентот доаѓа и си оди истиот ден. И затоа е важно да биде добро хидриран. Бидејќи не се знае кога ќе се заврши, кога ќе отиде дома, значи хидратацијата е многу важна. Тоа се оние општи правила, да речеме, што важат за сите. Мене ме интересира малку и другата страна. Што е она што пациентите најмногу ги интересира? Кои се нивните најчести или пак најнеобични прашања, така да речеме? Па, да речеме, кога ќе поразговараме, значи, за пациентот, ние се трудиме да изработиме персонална анестезија, за секој пациент посебно, индивидуална. Таа е скроена спрема неговата општа здравствена состојба и типот на операција. И сугерираме. Значи, пациентот, доколку има можност, например, во еден дел од телото интервенцијата, да се избере регионална анестезија. Пациентот има регионална во однос на општата, преферирате регионална. Во однос на општата, така. И пациентот има право да го направи тој избор, да речеме. Многумина од нив ја избегнуваат регионалната анестезија, сакаат да спијат. Затоа што не сакаат ништо да знаат. Што се случува околу сеќавање апсолутно никако. Апсолутно, да. А зошто вие обратно ја преферирате? Меѓутоа, непосредно после тоа, откако ќе изберат општа анестезија, прашува дали ќе се разбудам. Значи, тоа е може би едно најчестите прашања кои што пациентите ги поставуваат во амбуланта. А дали може би се плашат случајно да не се разбудат за време на интервенцијата? Па, за тоа служи мониторингот. Да. Но стравот дали им е присутен? Стравот апсолутно е присутен. Значи, прашањето да не се разбудам на сред анестезија и дали воопшто ќе се разбудам се едно од најчесто поставуваните прашања. Добро, зборувавме за подготовките, самите веќе го спомнавте и мониторингот. Како тој се одвива, односно што е она што вие гледате и пратите? Вака. После вовед сега да кажам дека и за регионална и за општа анестезија мониторингот мора да биде присутен. Е задолжителен. И тој се состои од ЕКГ запис, значи ја следиме срцевата работа, крвниот притисок, заситеноста на крвта со кислород, тоа е така наречената пулсоксиметрија, се следи дишењето на пациентот. Сега, доколку е во регионална анестезија, тоа е интактно. Пациентот дише со сопствено дишење и срцевата работа и притисокот се минимално засегнати. За разлика од општата анестезија, каде што пациентот за време на анестезија не дише, односно апаратот за анестезија испорачува кислород и еден дишен волумен во неговите бели дробови. И ние тоа го следиме преку нашите апарати за анестезија. Освен овој мониторинг кој што е основен мониторинг, постојат и други типови на мониторинг кои што се посложени и се нарекува инвазивен мониторинг, но тој е задолжен за покомплексни операции за пациенти кои што имаат повеќе хронични заболувања. За посебно би го нагласила значењето на мониторингот за длабочина на анестезија. Имено, апропо ова што ме прашавте, дали пациентот може да се разбуди и дали воопшто ќе се разбуди, не. Значи, ние, кога даваме лекови, предизвикуваме намалување на пренесување на импулсите во мозокот. Значи, анестезијата не е обичен сон. Од обичен сон вие можете да се разбудите со дразба, некој да ве викне и слично. Од анестезија и со болна дразба, како што е хирушкиот рез, нема да се разбудите.
Тоа е затоа што сме го прекинале пренесувањето на болните импулси или сме го намалиле до мера да тоа не предизвикува будење на пациентот. И ние тоа го мериме. Гледаме колку е длабока анестезијата и на тој начин нормално дека не сакаме да биде мозокот депримиран повеќе од колку што е тоа потребно, него да биде во оптимални вредности, онолку колку што е потребно да нема свесност за време на анестезија. Една добра анестезија подразбира аналгезија, да не го боли пациентот, тој да е релаксиран и да има апсолутно отсутство на свесност и кога ќе се разбуди да има амнезија, да не се сеќава на ништо што се случило. Ми се доврза едно прашање кога рековте не е обичен сон, но дали сонуваат пациентите? Додека се под анестезија секако. Во прописно длабока анестезија не може да сонуваат, не. Меѓутоа, некогаш ни рапортираат дека да, прекрасно сонував. Тоа е секогаш во оние фази кои што се поповршни за време на заспивање, евентуално при будење, кога на крајот ги намалуваме нели дозите на анестетикот и потоа може да се јави некој тип на мозочна активност која што пратена со одредени сеќавања. Стигнавме до самото будење. Како тоа се одвива? Да. Па веќе на крајот на операција ние ги исклучуваме нашите анестетици. Тие може да бидат во вид на лекови кои што се даваат преку вена или преку газ кој што директно се аплицира во белите дробови од нашиот апарат за анестезија. Ќе вклучиме кислород и потоа ќе причекаме да пациентот даде некои знаци дека веќе полека се буди. Постојат одредени лекови со кои што се забрзува будењето, се враќа мускулната сила и пациентот добива повеќе сила и почнува да дише нормално. Значи, нас не интересира да пациентот на крај на операција биде добро обезболен и да дише доволно добро да можеме да го екстубираме. Тоа е тој процес финален. После следи транспорт во собата за будење, каде што мониторингот продолжува, тоа е исто ЕКГ и пулсоксиметрија задолжително, ако е потребно кислородна поддршка и доколку е потребно третман на болка, ако не сме дале доволно за време на операцијата. Кои се најчестите реакции кога ќе се разбудат или најнеобична реакција да речеме? Па сме имали да зборуваат на англиски, да речеме, на друг јазик, да ни се обратат. Да речеме, тоа е некако специфично. Објаснување не постои за тоа некој, така? Сигурно луѓето, значи, добро го владеат јазикот и можеби имаат некоја таква професија или се во контакт. Понекогаш се многу среќни бидејќи тоа завршило. Сепак анестезијата е, значи, предизвикува и одмор, релаксација доколку не се работи за некоја голема операција. На сите им олеснува кога ќе заврши. Доколку исто така се добро обезболени, среќни се и задоволни, ние го чувствуваме тоа како фидбек од страна на пациентите и се трудиме да помогнеме. Јас многу ви благодарам за овој ваш разговор. Секако дека остане уште неодговорени прашања, но еве ова што ми интересира како некој заклучок е со оглед на тоа што споменавте дека сепак има и индивидуален пристап при одредување на анестезијата. Дали тоа значи дека сепак секој човек може да ја прими? Да. Секој еден пациент? Да. Имате два типа грубо речено операции, оние кои што се елективни, кои што се планирани. Имате и итни. Кога пациентите доаѓаат итно во сала, тие не се припремени. Понекогаш имаат и сериозни хронични заболувања. Меѓутоа, ако не се влезе во сала, тоа може да биде опасно по нивниот живот и ние мора брзо да работиме, да размислуваме и да правиме концепт и за тие пациенти. И по правило, колку што е пациентот поприпремен, ризикот е помал. Итноста го зголемува ризикот и од самата операција, не нужно од анестезијата, колку што од целата процедура. Така да, грубо кажано, ретки се оние луѓе кои што се можеби во некоја терминална здравствена состојба и не сакаме да им наудиме со операцијата повеќе и да им го скратиме животот. За сите останати постои одреден модус со кој што настојуваме да им помогнеме во нивните најтешки моменти. Докторка, од се што сте можеле од сите возможни правци во кои што се може да се усмерите, да се специализирате, веќе рековте 20 на години со се специализантските 20. Зошто ја
Зошто одлучите токму анестезиолог да станете? Да. Тоа е една извонредна професија. По својот карактер е интердисциплинарна. Знаете, многу работи за многу гранки од медицината. Не претендирам дека сте експерт, не? Меѓутоа имате многу информации и располагате со вештини со кои што можете да го спасите животот на човекот буквално, да му помогнете да дише, да ја одржите циркулацијата. Затоа што еден дел од нашата специјализација, освен анестезија и реанимација, нели? Што подразбира еден тип на враќање во живот на пациентот, како и интензивно лекување, кое што во нашата болница, тоа е одвоена дисциплина, но секако е, јас мислам дека врвот на медицината воопшто. Многу ви благодарам. Уште еднаш, сега претпоставувам ќе се вратите на своите пациенти. Ве очекуваме повторно со некоја друга тема на која што ќе зборуваме. Ви благодарам за поканата.